Господин Танушев, почна турнир, овој би рекол дека може би традиционален летен турнир во одбојка, волеј бич. Имаше на пауза, повторно го активиравте. Колку има пријавено, колкав е наградниот фонд, има ли звучни имења, односно звучни двојки на ова надпреварување, до кога ќе трае? Па, како што рековте, овој традиционален турнир продолжува, и тоа меѓународен. Ова година сме просто изненадени од пријавените екипи, така да малку сме и затечени во целата таа ситуација, но ние сме навикнати и ќе издржиме. Да ви кажам дека ова година турнирот ќе биде доста квалитетен, значи со многу екипи и почнуваме. Така, колку двојки имате пријавено во машка, женска конкуренција или во кои се категории? Гледам и младинци. Да, имаме категории сениори, сениорки. Значи тука има пријавено скоро 20 екипи. Во младински конкуренции имаме скоро 8-10 екипи, така да ќе биде напорно, но се надевам дека се на крајот ќе излезе како што треба. Сега е жешко, но еве струмичани кога можат да видат дел од надпреварите, до кога ќе траат? Значи така, бидејќи е голем бројот на екипите, ние еве почнуваме и на вечер ќе се игра до 24 часа или до кога се може? Да, бидејќи мораме да го завршиме турнирот до недела, така да мораме и да побрзам. Наградниот фонд, предвидени се награди? Значи, наградниот фонд е 700 евра за машка конкуренција и 400 евра за женска конкуренција. Така. Рековте звучни имења и од каде, кои некои вака, кои што сметате дека се фаворитки, сепак сте вие долги години во одбојката, но и од кои држави доаѓаат? Да, еве, ова година имаме од Косово, Србија, Бугарија, наши екипи, така да со екипите од страна не сум многу запознат, но слушајќи ги другите, рекоа дека се квалитетни и се надевам дека струмичани ќе гледаат квалитетна одбојка.